Добро утро, почитувани гледачи, и добре дојдовте во едно нестандардно издание на вашата омилена рубрика "Да си кажеме". Велам нестандардно, бидејќи веројатно ова е прв пат од почетокот на новото издание на утринската програма на Телма, кога се јавуваме од терен. Ве поздравувам ова утро од Скопска автокоманда, а тука се наоѓаме неслучајно во на тамошните минути ќе ви објаснам и зошто. Ги очекуваме овде представниците на Прокредит банка, бидејќи влегува во една голема еколошка кампања под мотото "Нема веќе изговори, вози на струја". За што станува збор? Сведоци сме, односно, за жал, живееме во ера на големо глобално затоплување во кое аерозагадувањето зема се поголем број жртви. Според некои проценки, околу 3000 луѓе годишно во Македонија се жртви на аерозагадувањето, а голем удел во аерозагадувањето има токму стариот возен парк. И сега кога станува збор за возниот парк и за загадувањето од горивата, односно од возилата, коцката ја фрли Прокредит банка. Алеа јакта ест. Така беше на латински, ако добро го изговорив. Прокредит банка и досега е осведочена кога станува збор за еколошки кампањи и за кампањи за заштита на животната средина. Кога станува збор за електричните возила и за електричните полначи, Прокредит банка стартуваше нова кампања и прво го замени својот возен парк со електрични возила, 80%, што значи од 5 возила, 4 се електрични. И не само тоа, постави на повеќе локации во Македонија полначи за електрични возила. Се наоѓаме на една од локациите и ги очекуваме представниците на Прокредит банка со кои ќе разговараме во натамошниот тек од емисијата и ќе ни објаснат во детали за што станува збор. Му велам добро утро и добре дојдовте на господинот Милан Данчевски. Добро ве најдов. Милан Данчевски е директор на бизнис клиенти во Прокредит банка. На одделот за бизнис клиенти. Која што работи со бизнис клиенти во Прокредит банка. Добре дојдовте во утринската програма на Телма во рубриката "Да си кажеме". Ова утро ќе си кажуваме за електричните возила и за еколошката кампања во која влезе Прокредит банка. Така. Дадов во најавата информација дека Прокредит банка е институција која подолго време еколошки е освестена и работи во правец на заштита на животната средина и како дел од тоа во изминатиот период ги заменивте вашиот возен парк, возилата со електрични. Така. 4 од 5 ви се електрични, односно вие ќе ми кажете на почеток колку во тотален број, во вкупен број возила се на електричен погон. Така. Значи 80% од скупната флота на возила на Прокредит банка се веќе електрични возила. Ние инвестираме во нашата флота на електрични возила веќе неколку години, каде што бевме пионери во овој дел, односно бевме меѓу првите институции кои што направи инвестиции во електрични возила во земјата. Истовремено со замената на возниот парк, односно на возилата оние од обично гориво или бензин и нафта, банката постави и полначи за електричните возила, бидејќи вашиот возен парк, но и се поголем тренд станува не само во Македонија помалку, во светски рамки повеќе, замената на обичните оние класични стандардни возила со возила на електричен погон. Сега што е идејата? Зошто влегувате во овој проект? Вака, значи, Прокредит банка инвестира во инсталација на инфраструктура на полначи за електрични возила со цел да се поттикне населението кон една транзиција кон еколошки електрични возила. Како што кажавте, во светот и во Европа веќе подолг временски период се практикуваат политики на електромобилност во транспортниот сектор. За жал на Балканот и во Северна Македонија ние сме се уште на стартот на овој процес. Токму поради тоа, ние како институција одлучивме да направиме оваа инвестиција во инфраструктура, поради тоа што сметаме дека е клучна за побрз развој на електромобилноста и за помасовно користење на електрични возила. Всушност, главната цел на Прокредит банка со оваа инвестиција е да се натера населението да почне активно да размислува и да инвестира во замена на возилата кои што користат фосилни горива и кои што се едни од главните причинители за загадувањето на воздухот во нови електрични возила, каде што ќе имаме долгорочно решение за проблемот со кој што се соочуваме. Така, очекувате овој пример ваш да го следат и други институции пред се или физички лица? Па се надеваме, тоа е интенцијата на цела оваа кампања која што ја правиме во Република Северна Македонија, но исто така и групацијски каде што Прокредит банка функционира. Така, може ли да ни кажете по-конкретно за колкав број на полначи станува збор?
колку полночи поставивте и на кои се локации широм државата? Вака, значи од почетокот на годината имаме поставено полночи на 21 локација во државата, каде што буквално се опфаќаат сите фреквентни патни правци во Македонија. Доколку решите да патувате со електрично возило, се што треба да направите е да спуштите апликацијата ProCredit Charging Stations од Google Store, од Google Play или App Store, каде што ќе може да видите точната локација на сите полночи за електрични возила, не само во Северна Македонија, туку и на целиот Балкан. Со тоа се овозможува многу олеснет пристап за патување и планирање на сите оние кои што имаат електрични возила, затоа што претходно предизвик беше да се најде полноч за електрично возило или да се идентификува точната локација на истија. Да, ќе може во доценешниот тек од разговорот да ја видиме и детално како оди тоа спуштање и тоа оперирање со таа апликација која веќе ја спомнавте. Сега би сакал да ја прашам кој секе може да ги користи овие електрични полначи и колку ќе чини едно полнење на автомобил? Така, значи локацијата на електричните полначи е внимателно избрана со цел да корисниците на истите можат да пристапат во било кое време од денот, 7 дена во неделата. Апликацијата и полначите за електричните возила се достапни за сите, а нивното користење ќе биде бесплатно. Бесплатно без оглед за кого станува? Без оглед за кого станува збор, значи е бесплатно користење за сите граѓани на нашата земја или пак за луѓе кои што транзитираат низ нашата земја. Така, се надевам дека на тамошниот дел од емисијата ќе имаме можности да видиме како изгледа полнењето или да барем да го симулираме, односно да го поставиме возилото на полнење. Во овој дел од емисијата би сакал да ја прашам дали вакви инвестиции, односно ваква кампања ProCredit прави само во Македонија со оглед на тоа што сте присутни и во други земји во регионот, или ова е насока директно од централата во Германија и тоа се спроведу на цела територија во Европа и во светот? Вака, мрежата на полночи за електрични возила не завршува во Северна Македонија. Речиси 300 полночи за електрични возила се поставени од страна на ProCredit банките во земјите во кои што функционираме во Југоисточна Европа, така да покрај Северна Македонија полночи од ваков тип се поставени во Србија, во Бугарија, во Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Романија, Молдавија, дури и во Украина, во Грузија. Така да со оваа инвестиција на ProCredit групацијата се направи една мрежа на полночи кој што патувањето со електричен автомобил на Балканот го направи реалност. Нема веќе изговори, вози на струја. Нема веќе изговори, вози на струја и тоа не е се, нели доколку било кој е заинтересиран за инвестиција во ново електрично возило, во моментот ProCredit банка има кампања каде што првите апликанти за купување на ново електрично возило ќе добијат бесплатен полноч за електричните возила во ситуација кога тој полноч би бил поврзан со фотоволтаична централа со цел да се максимизира бенефитот и да имаме нула емисија на штетни гасови. Значи се мора да биде максимално еколошки и во заштита на животната средина. Тоа е нешто што го очекуваме. Може ли да ни кажете кратко како функционира апликацијата што ја спомнавте и како се симнува? Се што треба да направите е дорите на Google Play или App Store, Во зависност од телефонот. Во зависност од телефонот, да стимнете апликацијата. Кога ќе даунлодирате апликацијата, ви ја дава вашата локација. Еве ќе направиме малку зум аут. Ви кажува кои се локациите на кои што има поставено полночи за електрични возила. Ако направиме малку поголем зум аут, гледаме тоа што го разговаравме, каде што речиси на целиот Балкан има поставена густа мрежа на полночи од страна на ProCredit банка групацијата. Конкретно, ако зумираме за Скопје, може да видиме нели кои се локациите на кои што ги имаме, полначите кои што се поставени. Ја стискаме локацијата и ни дава точна адреса за тоа каде се наоѓа, за да може поедноставно да ја најдеме. Ви благодарам за гостувањето во ова издание на Да си кажеме и за исцрпните информации на секое мое прашање. Ви благодарам за поканата. И ви посакувам да продолжите со тие еколошки кампањи и во иднина. Пријатно? Пријатно. Довидување. Довидување.